Здраво на раковите овде. Јас се надевам дека вие раковите сте добри, добро расположени, се надевам дека ве наоѓам во добро расположение и посакувам во такво и да ве оставам. Ова ќе бидат вашите таро толкувања за јануари, но ова воедно се и полугодишни видеа, полугодишни таро толкувања, значи не само јануари, ќе ги опфатиме и останатите знаци и останатите месеци, се извинувам, до средината на 2023. На тој начин што за јануари ќе обрнеме посебно внимание, ќе позборуваме повеќе, за повеќе нешта ќе зборуваме, а за другите месеци по една-две кратки пораки, ќе има и љубовни пораки, и ќе се фокусираме само на поважните нешта и поголемите енергии што ќе ве следат во текот на месеците. Пред да започнеме, би сакала да ве потсетам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира доколку ви се допаѓа нешто од ова и претплатете се на каналов, тоа навистина многу ни значи. Ајде сега да видиме раковите со што ќе се позанимаваат во јануари. Месец јануари за вас раковите главна тема ќе биде љубовта. И велам љубовта, но не мислам само на љубов помеѓу маж и жена. Само на љубов помеѓу луѓе. Кога велам љубовта, тоа значи дека главна тема е љубовта и се она што во вас буди такви некои чувства, такви некои чисти чувства. Љубов може да биде кон децата, љубов може да биде кон некој проект, љубов може да биде кон работата, љубов може да биде апсолутно кон се и спрема се. Сега, за секого е тоа различно, ова се генерални толкувања, нели, за сите ќе биде различно, тоа вие се знаете, меѓутоа главната тема, кажав, е љубовта. И што со тоа? Ако еве конкретно зборуваме за љубовта помеѓу двајца влюбени, ова е љубов на некој начин забранета. Ова е љубов која другите не ја одобруваат и не ја дозволуваат. Може би нечија мајка не сакува да го дозволи, може би нечио семејство не се согласува на ова, може би околината не се согласува на ова, како и да е, ова е нешто забрането. Но е забрането само од луѓето. А дозволено е само од Бога, затоа што ова е тоа е вистинското, ова е вашата сродна душа, ова е она вистинското, вас ве води ангелот на љубовта, вас ве води ангелот воопшто и ви го покажува патот. И вие многу добро знаете што е ова. Вие знаете дека ова е тоа, ова е човекот, ова е можноста, ова е моментот, ова е ситуацијата која нема да се јави повторно во вашиот живот. Ваквите нешта се јавуваат само еднаш. И одлучни сте, сакате да искористите приликата, ситуацијата, моментот. И дури да се работи за нешто друго, значи кажавме помеѓу нешто друго, проект, нешто што работите, нешто што го правите. Се она што го правите со љубов нема да биде одобрено од другите во јануари. Другите не го прифаќаат и така ќе остане. Таква е ситуацијата во јануари. Не очекувајте нити поддршка, нити помош, нити соработка од останатите. Од нив само ќе добиете оштри зборови, расправи, осуда, ништо повеќе нема да добиете од другите. Но, така како што е, вие си ја прифаќате ситуацијата, свесни сте дека ќе ви биде многу потребна сила и ќе си ја соберете силата, ќе си донесете цврста и конечна одлука и ќе одите кон ова упорно. Затоа што кажав, вие многу добро знаете што е ова кон кое одите. Да, некаде во мислите ви се јавува неспокој, дали ќе биде успешно, дали ќе се изведе сето ова, заради другите, заради ништо друго. Но сепак, верувате на ситуацијата, верувате на интуицијата, верувате на Бога, затоа што знаете дека ова е нешто кое е запишано некаде во звездите. И ова е всушност градба која нема да биде урната никогаш.
што и да значи тоа, зашто и да се работи во вашиот живот. Сега ова што го правите е нешто што никогаш нема да биде урнато. Ова е нешто што ќе трае и ова е вистинското што всушност треба и да го правите. И тоа е одлично. Ќе биде можеби јануари тешко, меѓутоа вам не ви паѓа тешко зашто го правите со љубов и знаете што правите. Тешкото доаѓа само од страната, само од другите и од околината, ништо повеќе. Сега за некои може и најситни работи ќе бидат овие, некои работи правите, другите не ги дозволуваат, или пак другите мислат дека не е тоа така како што вие го правите, сакаат да го правите како што тие ќе ви кажат. Значи секако може да ја толкуваме оваа порака, но основата е таа како што досега зборував. Продолжете си по патот, тоа е вистинскиот. Слушајте го навнатре во вас што ви зборува и искористете ги можностиве сега. Можеби никогаш повеќе во животот нема да се јаваат. Некои други ракови во јануари ова конкретно порака за жените ракови. За женскиот пол гледам дека некои ракови ќе стапат во брак во јануари и буквално ги подготвувате документи. Меѓутоа ова сега е процедура, легална процедура, кај што подготвувате документи, можеби менувате презиме, такви некои работи, менувате лични карти и тоа сето се должи заради бракот кој сте го склучиле. И сето тоа исто така и многу други промени ќе направи во вашиот живот, промена на местото на живење, промена. Сите се овие прекрасни нешта, меѓутоа со тоа ќе се занимавате очигледно. Јануари ќе биде исполнет со такви некои процедури, легални процедури. Некои други ракови во јануари, посебно машките ракови, треба да внимаваат на луѓето околу нив. Има некои луѓе, очигледно имате вие некакви непријатели, кои постојано не се мирни, значи не се мирни никогаш, постојано размислуваат како нешто да направат. Нешто овие луѓе сакаат, или е човек еден, сака нешто некој да ви одземе вас. Тоа што сака да ви одземе може да биде се, може да биде привилегија, може да место да ви одземе, може предмет да ви одземе, значи се јавува некаков под наводници крадец околу вас, сака нешто да ви одземе. И со тоа што ќе ви го одземе, мисли дека ќе ве остави во ситуација на немоќ. Така се надева, тоа му е целта. Сака ова да ви го одземе, за вие да бидете немоќни. Можеби позиција, кажав, можеби предмет, што и да е, внимавајте на луѓето околу вас, особено вие машките ракови, и вие што се обкружени со машки пријатели во машко друштво, тука да бидете највнимателни. И тоа би било тоа за јануари, а сега да продолжиме понатаму. И сега одиме во февруари. Февруари месец ќе биде месец каде вие ќе се ослободите од нешто. Ова нешто од кое се ослободувате може да биде се. Меѓутоа е нешто што навистина ви задава проблеми. И тоа големи проблеми ви задава, ве чува постојано во неспокој, ве чува во немир, ве чуваше до сега. Во февруари вие конечно ќе се ослободите од ова. Дали се луѓе, дали е ситуација, што и да е, ќе се ослободите. И тоа ќе се ослободите како по некоја магија. Ќе се случи нешто кое ќе ви отвори можноста да се ослободите од ова. Може би се ослободувате од некои луѓе кои сака да ги наметнат нивните убедувања, кои сака да ви наметнат нешто вас лично. И тоа што ви го наметнува е товар. И конечно, кажав, ќе се ослободите. Може би ќе се изолирате сега од сите овие околности, од сите овие луѓе, меѓутоа тоа е само за доброто ваше и со цел конечно да се ослободите. Она на кое треба да внимавате во месец февруари е повторно некоја личност се јавува. Оваа личност
мудра личност, многу способна личност, многу знае добро многу добро знае да завладее со вас. И сега, ова личност се може да биде, и било кој може да биде, но ова личност сака да ве дефокусира. Да ве дефокусира и сака да ве збуни. Сака да ќе ве чува во ситуација на збунетост и на неодлучност. Ќе користи сите можни аргументи што ги има. Ако е во бракот, ќе користи и децата. Ако е бивш сопруг, сопруга, ќе користи децата како аргументи. Едноставно сака да предизвикува нервози, проблеми. Еве се појавува во февруари повторно, внимавајте на оваа личност, она што сака да ве го направи е само да ве вознемири и да ве чува во ситуација на незнаење и збунетост. Значи, отворете ги очите, разгледајте ја ситуацијата, сами преценете и сами носете одлуки, не слушајте што сака да ви каже. И сега, пораката љубовна за вас, која е за месец февруари. Месец февруари пораката за вас е рефлексија. Дадете си сам еден на друг време. Верувајте си и имајте верба дека работите ќе излезат на добро. Значи, ова е порака за некого, ова е само љубовна, во никој друг контекст нема да ја мешаме. Значи, сите вие што имате проблеми во меѓувреме со партнерот, во љубовта, дадете си време и бидете со позитивни мисли и верба дека нештата ќе се исправат, ќе завршат добро, ќе си продолжат да бидат добри, како некогаш. И сега одиме понатаму со нашите толкувања, а тоа значи дека одиме во месец март. Месец март е фантастичен за вас раковите, затоа што уште на почетокот од месецот, ако не на почетокот, во текот на месецот секако, ќе се случи нешто прекрасно за вас. Нешто прекрасно. Ова нешто е буквално како исполнување на една ваша голема желба, соништа некакви ќе ви се исполнат. Джинот од ламбата ќе се појави и ќе побара од вас да посакате желба. Што значи ова? Дека желбата која толку многу сакате да ви се исполни, конечно се исполнува во март. Дури некои од вас ќе имате можности за повеќе. Не знам колку исполнува джинот од ламбата магична, може би 3. Овој пат вие ќе имате можност за уште повеќе. Уживајте во овие прекрасни моменти, ова се многу убави вести. И за некои од вас раковите се поврзани можеби со пари или со нешто материјално што ќе ви исполни големи желби. Оно на кое треба да внимавате во месец март е повторно некој друг во вашиот живот. Овој некој друг може да биде секој, може да биде родител, може да биде дете, и може да се најдете на другата страна од ова сега што ќе го зборуваме. Некој не се чувствува добро, некој ја изгубил силата, некој ја изгубил енергијата. Физички не, за физички не зборуваме, физички се е во ред со здравието, меѓутоа не се чувствува добро, се чувствува потиштено, се чувствува разочарано, не наоѓа мотивација, не наоѓа она што досега го наоѓал во својот живот. Значи, може да бидете и вие, може да биде и друг. Вие, ако имате некој таков во вашиот живот, значи овој месец ќе биде посветен на тоа да му се најдете, внимавајте на неговите чувства, постапки, најдете му се, затоа што му е потребна многу помош. Ако сте вие, тогаш другите ќе излезат во пресрет, ќе ви помогнат на некој начин. Затоа што овој што не се чувствува добро, тој само заборавил кој е, тој само не може да си ја најде силата во себе. Еве, како овој лав на слика, на оваа карта, на оваа илустрација. Како овој лав, тој е лав, меѓутоа во овој случај заборавил кој е, ја изгубил силата на некој начин, нешто се случило. И сега в ситуација да биде тешен, за повторно да се врати и да се подсети
кој е тој. И љубовната порака што е за вас за месец март е следнава. Вие можеби не ги разбирате нештата, вие можеби не разбирате зошто некои нешта се случуваат. Меѓутоа, има секогаш голема цел за некои нешта за да се случат во нашиот живот. Низ проблемите, низ неубавите моменти во животов, вие ќе ги откриете, вие ќе откриете многу благодети во овој живот. Значи, вие што сте во тешка состојба, ова е само со љубовта поврзано, во многу тешка состојба, каква и да е таа во љубовта, верувајте дека нештата се случуваат со причина, имаат тие причини по голема цел, ќе откриете вие, ќе откриете во иднина и да знаете дека ќе доживеете многу убави, некакви благослови после сите овие проблеми, ќе се случат некакви благослови за вас. И сега одиме понатаму, месец април повторно за многу ракови ќе биде фантастичен месец, фантастичен. Значи, толку нешто убаво ви се случило во животот, очигледно уште од март е ова поврзано, што сега во април вие треба само да уживате. Сте се ослободиле од толку големи проблеми што ве мачеа, што ве плашеа, што ве чуваа во ситуација на анксиозност, немир. Така сте се ослободиле што сега, особено во април, на вас е само да уживате во оваа благосостојба која дојдена. Оваа благосостојба која околу вас. Уживајте, искористете ги овие моменти. Прекрасни моменти. Она на кое треба да внимавате е тоа колку многу оставате другите да располагаат со вашето богатство, што и да значи тоа, или пак колку многу оставате на другите да раководат со се што е ваше, или да носат одлуки за вас, или другите не помагаат многу во остварување на нештава, физички нешта да се остварат, меѓутоа секогаш се тука за да дадат совет, за да кажат како ќе се потрошат парите, за да кажат како треба што треба сега да се прави, каде да се оди. Тие се секогаш за тоа тука и добро е ако се вашите блиски, вашето семејство, добро е, меѓутоа овој пат внимавајте затоа што се доста опуштиле и треба малку да бидете построги. Само на тоа треба да внимавате, ништо повеќе во април. И љубовната порака која доаѓа за вас е: таен обожавател, некој има многу големи чувства и длабоки чувства за вас и многу подлабоки, поголеми отколку што ви кажува. Значи, ова во љубовта, само во љубовта е порака и значи дека некој, можеби овој некој е околу вас, сигурно е околу вас, затоа што не ви кажува што чувствува за вас. Можеби насетуваате или било што, меѓутоа, и сега ако сте сами, ако сте сингл, тогаш обрнете особено внимание на оние што се околу вас. Можеби некој чувствува многу повеќе од тоа колку што сака вие да знаете. И сега одиме повторно понатаму, одиме во месец мај. Месец мај е месец каде вие повторно се ослободувате од нешто. Ова е многу слично со пораката што ја споменавме во февруари. Вие се ослободувате од нешто. Нешто овде вас не ве исполнува. Нешто не е тоа. Знаете, и имате, го гледате, го чувствувате, меѓутоа не е тоа. И сега што правите, сега се ослободувате. Апсолутно, вртите грб на се и тоа е. Крај, нема назад, нема понатаму. Ова што го имавте, ова што ви беше дадено, ова што ви се пружаше, не е тоа. Значи, колку и да се обидувате да барате смислата во тоа нешто, не е тоа и крај. Ставате крај, си ги собирате нештата и заминувате. И тоа е она доброто што ќе го направите. Значи, ова е порака која се појавува во позиција на она добро што ќе се случи. Заминувате таму и одите во новите
во нови авантури, каде што ве чекаат побави нешта и каде што ќе бидете посреќни и позадоволни. Она на која треба да внимавате е вашите мисли. Вие многу треба да бидете внимателни на вашиот внатрешен монолог, затоа што се појавиле некои црни мисли, кои постојано од никаде ќе си се појават, каква и да е ситуација, ќе си се појават и ќе ви го уништат расположението, и повторно ќе си се појават, ќе ви го уништат расположението, но ова се само вашите црни мисли. Ви задаваат грижи, непотребно многу грижи. Овие грижи се очигледно околу тоа дали вие ќе успеете нешто да направите, нешто сакате да направите, нешто да заштитите, нешто да подигнете, нешто да освоите или да задржите некаква ситуација на работа, дома, кај да се ја задржите положбата и ситуацијата, но овие мисли не ве оставаат. Нешто ве плаши, нешто ве знемирува, од каде доаѓаат, вие треба да откриете и зошто доаѓаат, но од кога ќе откриете, отфрлете ги, значи, внимавајте многу, не дозволувајте ова да завладее со вас, отфрлете го. Внимавајте на внатрешниот монолог. Изфрлете ги негативните мисли. Тоа е се. И љубовната порака која е за вас за месец мај. Значи, внимавајте што проектирате. Затоа што она што вие го посакувате кај другиот, и другиот го посакува кај вас. Затоа, вие многу треба да внимавате што проектирате и што другите гледаат во вас. Едноставна е пораката, значи во љубовта, она што сакате да го гледате, да го доживеете и да го имате, треба прво и да го дадете. Ако посакувате таква и таква личност, например, вие треба да бидете соодветен пример за таквата личност. Оти таквата личност пак сака некаква личност. Не е дека треба вие да се менувате, меѓутоа, она што го посакувате, треба да бидете на некој исто ниво со она што го посакувате. И за крај, одиме со месец јуни и пораките кои се за месец јуни. Она доброто што ќе го доживеете во месец јуни е некакви вести, некаква порака, некаква комуникација. И што значува? Ова значи дека нешто ќе заврши, на нешто му се става крај. Што ме во позиција на позитивно, на нешто добро што ќе ви се случи, тогаш овој крај е за вас долго посакуван и очекуван. Вие сакавте ова да заврши, вие се би дале до сега ова да заврши и конечно во јуни ќе се случи нешто, ќе заврши. Може би некакви тешки комуникации, може би некаква тешка соработка, може би нешто што некако не успеваше да се направи, да се заврши, да се допре, да се продре, да се испрати, да се врати. Се што е поврзано со тоа и не ви беше од корис или едноставно ви правеше проблеми, тоа сега ќе заврши во јуни, ќе се ослободите и толку со тоа. Готово, крај. Она на која треба да внимавате е повторно другите луѓе, повторно некој друг. Се што е поврзано со партнер, се што е поврзано со партнерство со друг човек во вашиот живот, со некој други човек, не мора да е еден, со некои други луѓе во вашиот живот, треба да внимавате колку многу вие сносите одговорност во таа ситуација. Значи, јас гледам дека вие сте зеле повеќе. Вие сте зеле повеќе од колку што е потребно и некако носите самите товар без потреба толку голем. Овој товар треба вие да го поделите. Другиот ќе го презема ако го дадете. Затоа не се ставајте на рамената повеќе товар од колку што е потребно. Зашто и да се работи, во кое поле ова и да се работи, внимавајте секаде каде што нешто правите со друг, каде што сте во партнерство, внимавајте, не се ги преземајте одговорностите само на себе. Не се ги преземајте, затоа што затоа и тука е оној другиот. Споделете и поделете се ги. И пораката која е за вас за месец јуни, прифаќање. Помеѓу еден со друг ќе ги најдете деловите кои недостигаат. Значи,
само едниот преку другиот ќе си ги најдете нештата кои недостигаат. Што значи тоа? Тоа значи дека ако вие има нешто ви недостига и нешто што не функционира, разговарајте. Помеѓу вас само одговорот се наоѓа, никаде подалеку, никаде надвор. Разговарајте. Се што сакате, се што ви недостига, се што ви пречи, само поразговарајте. И, од друга страна, чујте и другиот што сака да ви каже, другата. Зашто и тој може нешто да ви каже и само на тој начин ќе ги најдете недостатоците, ќе ги отфрлите и вашата приказна ќе продолжи многу позитивно. И тоа би било тоа за сега, драги мои ракови. Јас искрено се надевам дека нешто барем ќе ви послужи од сето ова што го чувте овде. И до следното наше видео. Чао, чао!